Најави за денешните настани. Со изградба на регионалната депонија во Новаци ќе започне затварање на Буково, што ќе ја чини општината 3 милиони евра. После успешната туристичка сезона се очекуваат инвестиции во хотелскиот сектор. И покрај вонредните акции на Комуналец, граѓаните продолжуваат со несоодветно одлагање отпад. Бурата Киаран, која зафати Западна Европа, одзеде најмалку 12 животи. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Гледајте не. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со сончеви периоди проследени со засилен југозападен ветер. Максималната дневна температура изнесуваше 19 степени Целзиусови. Во попладневните и во вечерните часови нестабилно време со врнежи од дожд, кои што во текот на ноќта петок кон сабота ќе се интензивираат. Во сабота во западните и во централните делови на Европа ќе превладува нестабилно време со врнежи од дожд. Врнежи од дожд се очекуваат и во југоисточна Европа. Во крајните северни и североисточни предели врнежи од дожд и снег. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд со пороен интензитет кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Максималните температури ќе се движат од 10 до 22 степени. Врнежите од дожд кои што денеска ќе започнат во Македонија ќе продолжат во текот на ноќта петок кон сабота и во сабота во поголем дел. Овие врнежи ќе бидат поинтензивни во утринските и предпладневните часови, особено во крајните западни и источни предели. Локално се очекуваат да наврнат од 25 до 50 литри дожд. Во доцните попладневни и во вечерните часови врнежите од дожд ќе престануваат и ќе дојде до намалување на облачноста. Ќе дува засилен југоисточен и југозападен ветер кој што ќе достигне брзини до 30 км на час. Максималните температури ќе се движат во интервал од 9 до 19 степени, додека пак најстудено ќе биде кон крајот на денот, кога температурите ќе се движат во интервал од 4 до 11 степени. Во Охрид во сабота ќе превладува облачно време со пообилни врнежи од дожд, ветровито и свежо со пад на температурите. Локално се очекуваат да наврнат до 30 литри дожд. Минималната температура од 8 степени, дневната до 13. Во Охрид во недела и понеделник, по студеното утро, во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Максималните температури од 16 до 17 степени. Во вторник, по свежото утро и температура од 7 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со локална облачност и дневна температура до 15 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Правни субјекти,
Исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Оробник. Вршиме прегледи и испитувања на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории. Изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг село Оробник. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. На тема негативното влијание на дивите депонии врз животната средина, денеска во Охрид се разговараше на средба организирана од Сдруженијето на даватели на комунални услуги на Македонија во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање. Настанот е во рамки на проектот со подигање на јавната свест до одржливи комунални услуги, а целта е да се обединат централната и локалните власти, како и јавните комунални предпријатија од југозападниот плански регион во напорот за обезбедување одржливи комунални услуги. Дивите депонии се закана по човековото здравје и ја уништуваат животната средина. Токсичните материи од депониите продираат во почвата, во подземните води, а преку пожарите на кои се подложни овие депонии, опасните химикали завршуваат и во воздухот. Токму негативното влијание на дивите депонии беше тема на денешниот настан во општина Охрид во организација на Сдруженијето на даватели на комунални услуги АТКОМ во соработка со Министерството за животна средина во рамки на проектот со подигнување на јавната свест до одржливи комунални услуги. Целта е да се обединат централната и локалните власти како и јавните комунални предпријатија од југозападен плански регион во напорот за подигнување на јавната свест за значењето на комуналните услуги. Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков истакна дека токму јавната свест и едукацијата се најважни за справување со дивите депонии, посочувајќи дека само за една година од мандатот биле исчистени над 120 диви депонии на територија на општина Охрид, но истите повторно се формираат. Но несоодветното одлагање на отпад од несовесни граѓани е само дел од проблемот, со оглед на тоа дека градскиот комунален отпад се депонира на нестандардни депонии. За да се спречи труењето на населението и уништувањето на природата, воспоставување на интегриран систем за управување со отпад час поскоро е важно за секоја локална самоуправа и посебно за општина Охрид. Кај нас е посебно битно, можам да речам и како регион, ама секако како општина Охрид е посебно битно ова од неколку причини. Првата причина секако дека е регулирање на долгогодишниот проблем со депонијата во Буково, која што ја користиме како општина Охрид. Незиното намерно палење во текот на одреден период во годината, создавањето на непријатности на сите оние кои што се во околината на депонијата, секако и на целиот град, целата територија на општина Охрид генерално. И би рекол дека втората работа е битна затоа што оваа депонија е за една од препораките и мерките на УНЕСКО кои што ги има доставено од општина Охрид и до Македонија за дислоцирање на оваа депонија. Секако дека решението е пронајдено, тоа е формирање на регионална депонија во општина Новаци, каде што цел југозападен регион, вклучително со 7 претоварни станици би имале една современа депонија која што би била во прв момент регулирано со регионално јавно предпријатие со изгласана одлука на СОЕЦ како на сите општини во југозападниот регион, а понатаму тоа регионално предпријатие треба да пронајде начин да менаџира и да функционира со регионалната депонија. Битно ова регионална депонија во општина Новица да ја добијаме час поскоро.
Средствата за регионална санитарна депонија ги обезбеди државата преку заеми, но кредитот сам по себе не е доволен за да се подобрат работите. Она што предстои сега е граѓаните и одговорните чинители, општините и јавните комунални предпријатија да ги прифатат предизвиците кои престојат, рече Ана Петровска од Министерството за животна средина. Посочи дека реализацијата на овие проекти и идното управување со изградените системи ќе зависи од јавните комунални предпријатија и општините. Инаку тендерот за изградба на регионалната депонија за Југозападен и Пелагониски регион лоцирана во Новаци ќе биде објавен наредната година. Според планот, до крајот на 2026 и почетокот на 2027 година се очекува да биде завршена. Паралелно со отворањето на регионалната депонија ќе треба да се затвораат нестандардните депонии. Тоа ќе биде скап процес, главно натовар на општините, со евентуална помош од Министерството за финансии. Затворањето на депонијата Буково, според проценките, ќе ја чини општина Охрид околу 3 милиони евра. И покрај вонредните акции на јавното предпријатие Охридски комуналец, продолжува несоодветното одлагање отпад. Екипите на комуналец изминативе денови реализираа вонредни акции за подигање зелен и кабаст отпад, при што од само 5 улици подигнаа 64 метри кубни отпад. И покрај вонредните акции за зелен и кабаст отпад, граѓаните тешко ги менуваат своите навики, покажувајќи ја само ниската еколошка свест, велат од јавното предпријатие Охридски комуналец. И покрај нашите редовни акции според годишниот календар за 2023 година, кои на транспарентен начин навремено се објавуваат за полесно да допрат до граѓаните од секоја урбана заедница, секојдневно сме соочени со расфрлање на отпад и создавање мини депонии во секое урбано катче, посочуваат од комуналното предпријатие. Екипите на јавното предпријатие Охридски комуналец изминативе денови реализираа вонредни акции за подигање зелен и кабаст отпад од улица Петрино, улица Радица Новичич, 28 април, улица Мирча Ацев и од улица Галичица, од каде се подигнати 64 метри кубни отпад. Јавното предпријатие Охридски комуналец на 4 ноември, сабота, ќе организира акција за подигнување отпад од уредување на дворни површини и градини, гранки, трева, жива ограда и друго од населбите Кошишта, Воска и Даљан. Граѓаните кои живеат во споменатите делови од градот, доколку имаат ваков отпад, треба уредно да го депонираат најдоцна до 7 часот на 4 ноември и претходно локацијата да ја пријават на дежурниот телефон 075 495 428, кој функционира секој ден во неделата во периодот од 7 до 21 часот. Зелениот отпад треба да е уредно оставен до контејнерите или на местата предвидени за подигнување комунален отпад, посочуваат од предпријатието. Хотелиерите на брегот на Охридското езеро задоволни. Велат, туристичката сезона оваа година беше продолжена и траеше до крајот на октомври. Оваа зима нема да има затварање на хотелите, нема ниту отпуштање на вработени од хотелско-туристичкиот сектор. После успешната туристичка сезона се очекуваат поголеми инвестиции за подобрување на условите и понудата. Топлото есенско време ја продолжи туристичката сезона на брегот на Охридското езеро. Солидна исполнетост имаше заклучено до крајот на октомври, но и во ноември се очекуваат голем број семинари и конференции. Хотелиерите оваа зима нема да стават клуч на врата, како претходните 2 години во пандемијата. Преодниот период до новогодишните празници велат ке го искористат за инвестиции и подобрување на условите по сместувачките капацитети. Се што е оштетено треба да се обнови, да се доградат некои нови, да се сменат стари работи и така натаму. Значи видливо е по една добра ваква сезона. За следната сезона ќе биде видливо промена, многу убава промена во изгледот на самите објекти. Мора да вложуваат, мора да се менуваат работите на подобро. Надвор од летната сезона нема да има отпуштање на вработени во хотелско-туристичкиот сектор. Напротив, и во зимскиот период ќе има и нови вработувања. Нема да има ниту намалување на платите. Платите секакви што се носе 12 месеци. Значи тука имаме во предвид дека мораме да задржиме работниците, дека тие добиваат средства, но знаете како, ако имате една машина која работи 20% од времето, не е рентабилна. Значи треба да се најде работа како таа машина да исполни и да
направи профит за сите. Охридско-Струшкиот регион нема ски центри, но има голем потенцијал за привлекување туристи и во зимските месеци, преку културен, верски и планински туризам. Општина Охрид започна со промена на оштетените детски реквизити на детските игралишта низ градов. Првично се менуваат реквизитите на детските игралишта кај каналот Студенчиште и на улицата Кеј Македонија. Акцијата за промена на оштетените детски реквизити ќе продолжи и на другите игралишта. Вредноста на проектот изнесува 403.000 денари, а средствата се обезбедени од буџетот на општина Охрид, информира градоначалникот Пецаков. Општинската организација на Црвен крст Охрид под мотото "Помислете и на нас" и оваа година од 16 до 22 октомври ја реализираше кампањата по повод неделата на борба против гладта. 200 семејства добија хуманитарни пакети во рамки на кампањата. Црвен крст на Република Македонија, општинска организација Охрид, под мотото "Помислете и на нас" и оваа година ја реализираше кампањата по повод неделата на борба против гладта од 16 до 22 октомври. Во текот на кампањата беа реализирани активности со поддршка на Лајонс клуб Десарети и Лајонс клуб Деница, како и собирни акции на храна во сите основни училишта од Охрид, како и во повеќето поголеми маркети низ Охрид, каде хумани граѓани имаа можност да донираат храна и средства за хигиена за помош на најранливите. Во текот на оваа година евидентирани се околу 900 семејства кои бараат помош и се во социјален ризик. Во текот на неделата на борба против гладта, Црвен крст на Република Македонија, општинска организација Охрид, додели хуманитарни пакети на 80 социјално загрозени семејства, а од собраните материјални и финансиски средства во текот на целата кампања од неделата на гладта, до крај на месецот се доделени пакети на вкупно 200 семејства кои примаат социјална помош, згрижувачки семејства, бездомници, лица со инвалидитет, деца без родители и стари лица. Од Црвен крст се заблагодаруваат на сите вработени во општинската организација Охрид и волонтерите на клубот на млади за спроведување на акцијата, на хуманите граѓани, на училиштата и на маркетите кои се вклучија со своја помош во реализацијата на акцијата. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Бурата Киаран, која зафати Западна Европа, одзеде најмалку 12 лица. Бурата, пропратена со рекордни ветрови со брзина до 200 км на час, ги оштети домовите, предизвика сообраќаен хаос. Пристаништата се затворени, возовите и авионите откажани. Околу 1 милион француски домакинства останале без струја. Последиците од невремето се почувствувале дури и во Шпанија и Португалија, а шпанските власти предупредиле на бранови високи до 9 метри долж брегот на Атлантикот. На југот на Англија училиштата се затворени. Во италијанска Тоскана загинале 3 лица и прогласена е вонредна состојба поради рекордните врнежи. Во белгискиот град Гент 2 лица загинале од паднати дрвја. И во северна Франција возач на камион загинал при пат на дрво врз камионот. Останатите загинати се во Холандија, Шпанија и едно лице во Германија. Француската метеоролошка служба соопштила дека невремето ќе продолжи денес. 4 лица загинале откако мал спортски авион се урнал вчера попладне во Австрија, соопшти австриската полиција. Авионот паднал во шума на непрооден терен на планински гребен. Очевидец го слушнал ударот и ги алармирал спасувачките служби кои успеале да стигнат до остатоците од авионот, но патниците веќе били мртви. Жртвите се уште не се идентификувани, а не е позната ниту причината за несреќата, соопштила австриската полиција. Во времето на несреќата имало делумна густа облачност и турбуленции од ветерот. Државниот правобранител наредил запленување на остатоците од авионот и обдукција, јави Associated Press. Авионот летал од Загреб за Салцбург. Најмалку 32 лица загинале, а 16 се повредени во голем пожар кој избувнал во центар за одвикнување од дрога во северен Иран, објаве иранските медиуми. Додаваат дека центарот имал капацитет за 40 пациенти, но не се знае во моментот на несреќата колку членови на персоналот имало во објектот. Пожарот бил изгаснат, а властите отвориле истрага како започнал. Според Канцеларијата на Обединетите нации за дрога и криминал, поради тоа што Иран се наоѓа на главната рута на шверц на опиум и хероин од Афганистан до Западна Европа, Иран е една од земјите со најголеми проблеми со ваква зависност во светот.
Представничкиот дом на САД одобри пакет воена помош од речиси 14,5 милиарди долари за Израел. Бајден не го одобри и рече дека ќе стави вето на законот. Опозицијскиот републиканец Мајкл Џонсон бара итната помош за Израел да се надомести со кратење на владините трошоци од други места. Сумата е далеку помала од барањето на Бајден за речиси 106 милиарди долари за поддршка на борбата на Украина против Русија, како и напорите на САД за спротивставување на Кина и решавање на безбедноста на границата на САД со Мексико. Во предупредувањето за вето на Белата куќа се вели дека пристапот на Џонсон не одговара на итност на моментот и дека ќе се постави опасен преседан со барањето итното финансирање да доаѓа од кратење на други места на буџетот. Во Сенатот, кој е под контрола на демократите, републиканскиот закон сигурно ќе биде одбиен. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.